Драги ученици, нашата македонска азбука разликува две букви за секој од гласовите. Мала и голема буква. Големите букви, како и малите букви, имаат своја значајна улога при пишувањето и за нивна правилна употреба постојат правила кои треба да ги запознаеме и научиме. За да се запознаете со правилото за примена на голема буква при пишување на празниците, погледнете го видеото во продолжение. Пред да се запознаеме со правилото за употреба на голема буква при пишувањето на празниците, најпрво да се потсетиме како се пишуваат деновите во седмицата, имињата на месеците и годишните времиња. Деновите во седмицата се пишуваат со мали букви. Почнувајќи од понеделник па се до недела, секој ден се запишува со сите мали букви. Еве, на пример, среда или петок. Истото важи и за сите други денови во седмицата. Месеците исто така се запишуваат со мала почетна буква. Например, месецот мај, јуни и сите останати месеци, како и годишните времиња, пролет, лето, есен, зима. На различни денови низ историјата се случувале многу важни настани, чие значење го одбележуваме и денес. Таквите денови се празници. За да се разликуваат од другите денови, празниците се пишуваат со голема почетна буква. Најпрво ќе започнеме со празниците кои се пишуваат со еден збор. Празници чие име представува еден збор се Божик, или Божик, Великден, Илинден, Бајрам, и така натаму. Ако името на празникот е самото име на светецот од религиозниот календар, тогаш празникот се запишува на следниот начин. Свети со голема буква, Никола со голема буква. Свети Наум, односно Свети со голема буква, Наум со голема буква. Во имињата на празниците, составени од два или повеќе зборови, со голема почетна буква се пишува само првиот збор. Иде нова година, Први мај, Осми март, Често кај имињата на празниците, кои во своето име содржат број, бројот го запишуваме со бројка. На кој начин ќе го направиме тоа? Празникот 1 мај, ако први го запишеме со бројот 1, тогаш големата буква од бројот ќе се пренесе кај именката, така што мај ќе го запишеме со голема буква. 11 октомври. Тоа значи дека големата буква од зборот 11, доколку го запишеме со број, ќе се пренесе кај месецот и ќе биде октомври со голема буква. Или 8 септември. Ако 8 го запишеме со број, тогаш големата буква од бројот, односно од зборот 8, ќе премине кај зборот септември и ќе биде септември со голема буква.
Веруваме дека примената на правилото за пишување на голема буква кај празниците нема да ви представува особена потешкотија. На страницата од нашата училница ви поставивме работен лист со кој ќе можете да ги повторите и утврдите новите знаења. И не само на правилата, внимавајте на убавото пишување. Убаво обликувајте ги буквите и убаво поврзувајте ги. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме што не гледавте.